До промената на Уставот со цел промена на уставното име се доаѓа не по демократски пат, туку преку акт на насилство врз процедурите, уцени и закани врз пратениците и нивни блиски. ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија нема да учествува во тој процес и на денешната седница нема да дадеме како политичка партија легитимитет за промена на Уставот, затоа што таквите измени немаат легитимитет од граѓаните. Цврсто сме убедени дека тие се штетни и оставаат траен белег врз македонското национално достоинство и го менуваат идентитетот пред се институционалниот. Имаме процес на промена на Уставот преку промена на уставното име, до кој што се доаѓа преку пазарења, драконски уцени и за таа цел има масовна злоупотреба на обвинителството и судскиот систем. И сега ќе прашам јасно и гласно, европски ли се тоа вредности? Одговорот го знаеме сите дека не се. Сите оние кои се залажуваат дека на овој начин ќе дојдеме до Европска Македонија, грешат. Вака стануваме се подалеку, затоа што Европа е пред се вредности, принципи, какви владеачкото мнозинство ги крши на дневна основа. Стануваме поделено и разединето општество. Сакам да се обратам и до граѓаните на Република Македонија. Јас, како еден од вас, ќе го користам демократското право, мирно и достоинствено, да протестирам и пркосам за сето она што се случува и ќе се случува денес, но и следните денови во собранието, бидејќи тоа ни преостанува. Ве молам искрено од дно на душа, да не подлегнувате на провокации, ниту на измислени информации и конструкции од полициски структури инфилтрирани. Ве повикувам да ни се придружите и да останеме достоинствени, иако сакаат да ни го одзема достоинството. Да останеме честити, иако државата е окупирана од нечестита власт. Да дојде на нашата импровизирана народна говорница, да се обрати после овој повик ќе бидеш прогласен од мене како предавник.